Платите во јавниот сектор се закана за стабилноста на економијата и тие мораат да ја продолжат инфлаторната спирала, што е голем ризик за целата економија, смета вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. Ние тврдиме дека во суштина забрзаното или убрзаниот начин на усогласување на платите со било каков процент, дали е тоа 3, 5, 10, 12, 15, во суштина ќе биде стимул повеќе за да се зголеми нивото на инфлација или, народски кажано, на нашите сограѓани ќе им дадеме 1000 денари повеќе, но ако инфлацијата им ги изеде, тие вредат нула. Секој денар, според Битики, треба да има реално производно покритие, што значи дека економијата треба да зајакне и производството да се зголеми, алудирајќи на зголемената минимална плата. Тенденцијата на ценовни покачувања и комплетна нестабилност не е добра за никого во системот, но пред се за граѓаните кои ударот на инфлацијата го чувствуваат најмногу. Но во целата лоша состојба податоците покажуваат нешто сосема друго. Односно дека граѓаните и фирмите во оваа година имаат најмногу пари досега. Но од друга страна е еден податок. Ние во 2022 на крај на февруари имаме зголемени депозити за 6,1%. Кај вкупните депозити, вклучувајќи и приватен сектор и домаќинства, а пак имаме раст на вкупните кредити за скоро 9%. Во истиот контекст, податоците велат дека во моментов граѓаните во банките имаат околу 5 милиарди евра, а само од полетокот на војната криза се извлечени 111 милиони евра, во денари кои се конвертирани во евра.